Поволните временски услови што настапија уште минатиот месец дозволија тренинзите на Акватен да се префрлат на отворено. 4 терени каде тренираат тенисерите се ставени во функција, а тренажниот процес се одвива редовно вообичаено во попладневните часови. Дел од тенисерите ја темпираат формата за надпреварите што им предстојат. Дел го поминуваат корисно слободното време во спорт и рекреација. Се очекува сезоната доправа да се интензивира. Па ова година почнавме крајот на февруари, значи, ова не е веќе четврта недела како тренираме. Подготвувате за надпревари? Па ова првите неколку надпревари пропушнаме, веќе бев повреден, но наредните негде околу крајот на април ќе почнеме повторно со турнири в Скопје, Битола, Прилеп. Која конкуренција се надпреваруваш и од кога тренираш? Па тренирам тенис последните 5 години, а се надпреварувам до 16 години. Какви резултати имаш? Па имам постигнато, имам полуфинале, финале, четвртфинале. Кочанскиот тенис од секогаш котирал високо во национални рамки. И овој спорт не е имун на финансиските удари. Но тенисерите на Акватен се редовен дел од државните првенства и другите турнири во земјава и регионот. И тенисерите кои имаат и оние кои немаат професионални амбиции велат дека условите за игра на овие терени се добри и постојано се надградуваат. Па условите секоја година се подобруваат и за жал нема многу финансиски средства за да се направат овој терен, бидејќи има голем потенцијал, но сите се трудиме колкото можеме да помогнеме и секоја година ги подобруваме терените. Тенискиот клуб Акватен во моментов брои неколку десетици членови на различна возраст, а меѓу нив се и неколку талентирани тенисери кои редовно се враќаат со признанија од турнирите каде учествуваат. Минатиот месец беа оспособени и терените број 5 и 6 што вообичаено ги користат рекреативците. Освен оние на земја, ним на располагање има уште едно игралиште на бетонска подлога. Тенисот важи за скап спорт, па оттаму не е респектабилна бројката на рекреативци.